Писмо или глава, црно или бело, курто или мурто. Пази сега експеримент. Види експеримент. Отварам врата. Мала промаја, броиш до 3. 1, 2, 3. Ај пипни го девојко да виш доле се. Жити све пипни го. Ја ќе те пипнам, ама заради самочувствие некако. Така е? Одма промаја те удир, нема, не се замараш. Али, жени, ако сакате на вистина да не се мачите, а да имате онака сериозен маж до себе, зрел маж, постои за вас само едно решение. Ке си најдете шофер. Камиончија, таксист, шо да е? Шофер да е. Или на француски, ла шофер. Овие шофериве, значи, ги боли Стојко за Ниче, Кант и Шопенхауер. Чак што више овие шофериве, Ниче го имаат у мал прст. Зашо видат голо дунде, одма Фридрих им Ниче, шо викаат србите. Абе да ви кажам, бе, тие шоферите се ненормални у кревет. Мислам, јас сега не ова од искуство, него што ми кажувале другарки. Знаете што ми рекле другарки, бе? Абе, шофер кај шо ебе треба не расте. На шофер, кој ќе го прашаш, шо е, кој ќе му спомнеш Виагра, мисли дека е средство за мијање садови. Гледате дамата колку била расположена. Видите? Шофер да не е твојов? Твојот е шофер? Да! Шо е? Камиончија, таксист, шо е? Шофер? Можете комотно да им кажете на овие што имаат мужи со 2 докторати како е да се биде со шофер. Комотно да им објасните. Луѓе, вакви сведоштва сум слушнал доста од жени што имаат шофер. Абе, после секој секс 2 сата на инфузија идат. Ги цедат тоа шоферите. Мислам, извинете што сум вака индискретен. Шофер! А знаете ли зошто се добри шоферите у кревет? Луѓе, затоа што не се занимаваат со оправање на светот. Го заболе шоферот за моралните принципи, за совеста, за ИЗИС, Ал-Каеда, бомбардирање у Сирија, мамо тамо, ги заболе за СДСМ и ВМРО, ДПМН. Нема бе, шофер видели голо путе го цепи. Ко сме кај цепењето, и овој министров за финансии не цепи, али умал мозок. Вика, просечната плата била 26.000, али баш и не можеме да ја осетиме. Абе, министре, тебе да ти го начука Муса Курати со 26 сантима, нема да го осетиш? Не, стварно, пошто 26 е 26. Дали си илјадарки или сантиметри се осеќаат, бе? Али пошто не се осеќаат, значи дека не се 26, туку дека е 12.000. Ако е нешто 12.000 или 12 сантима, баш и не се осеќа, министер. Мислам, можеш и по дома да прашаш. На оваа па министеркава за одбрана и дошле војнициве, почнале да и се жалат дека овие новиве чизми што ги купила нема за сите броеви, дека боси шетаат. И сега да не пукне брука, нели влагаме у НАТО овона, и министеркава, замислете, купила торти и колачи у вредност од 60.000 евра за да ги смири војнициве. И затоа мора да ја смена таблата пред Министерство за одбрана. Сега на неа пишува Министерство за одбрана кај сладкарница Апче. Ајмо тенко и тулумби, бакљави хаубици, шокени бе нас вистински пушки и бомби бе. Влагаме у НАТО со нова стратегија. Од сите душмани ќе направиме шекераши. Наместо да ги бомбардираме со осиромашен ураниум, ќе ги бомбардираме со шекер. Прејади се шекер и цркни. Викам, има логика, затоа што презимето на министерката е шекеринска. Нормално е набавките да бидат на база на шекер. Си викам, замисли, ако се презиваше кој овој австрискиот премиер Курц. Гарант тогаш набавките ќе беа од секси шоп. Строго. А иначе, за овој австрискиот премиер Курц, абе сите со години мислевме дека е ВМРО-ец.
Арно, ама, кога СДСМ го прими Курц, више не мислиме така. Он е уствари единствениот Курц кој што го има примено српската премиерка. СДСМ толку се возбудија кога го примија Курц, што го помеша неговото австриско со литванското знаме кога ни доја на посета. Викам, не дај Боже да требаше да дое швајцарскиот премиер на посета. Гарант ќе го пречекавме со знамето на Црвен крст. Па сега папата која беше у Скопје, кој се си миеше од авион, абе умрев од страв, мислев дека оставиле знаме, зелено знаме со полумесечина, бе тамо дека закачиле. Се бара, жив или мртов. Типот кој што ги пишува говорите на Заев. Според него, Холокаустот е еврејска традиција. Што значи, Холокаустот традиционално се појавува кај евреји на секој 75 години како Халеевата комета. Леле, која рипна овие бившиве твитерџи и сега што се пиарџи у влада. Лапсус, 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 лапсус. Дечки бе, лапсус е ако наместо дај ми го твоето раче, кажеш дај ми го твоето маче. Али ова е од неукост. Човек што има здраво формално образование, значи, него му е боза да препознае разлика помеѓу австриско и литванско, белгиско и германско, српско и руско знаме, знае што е традиција, знае што е Холокауст. Ама на типчево изгледа да беше малце образувано, кој ќе го препрочитувал говорот, абе одма таа реченица ќе му извадеше очи, ќе речеше, чекај бе, што сум напишал ја овде? Абе, не може Холокаустов да е како и традиционално излетничко место на евреиве, како Саборов на Трубачи у Драгачево или Роштилијадава у Лесковац, бе. Тоа е символ на геноцидот врз нив. Али изгледа на типот у моментот земјата му била рамна плоча. Ќе кажете, луѓе сме, грешиме. Да, ако сгрешиш само еднаш се случува. Ама во вакви протоколарни политички ствари, ако сгрешиш во серија, значи дека си дибек.